почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Денес, само што не сме зачекориле во 2023 година, а разгледуваме уште еден од оние што јас ги нарекувам несреќен годишен извештај од 2021 година. Тоа е годишниот извештај за работата на јавните обвинителства, кој буквално чекаше со месеци, па денес му дојде денот за разгледување, иако, според моите информации, сите досегашни собраниски пракси говорат дека за време на седница на која се дебатира предлог буџет, не треба да се закажуваат комисиски седници. За жал, ние во текот на денешниот ден имаме и седница за разгледување на предлог буџет и денес јас лично барем присуствувам на две комисиски седници, комисиската седница за политички систем и комисиската седница за економски прашања, и двете закажани во истиот термин во 10 часот утрово. Како и да е, сте се излажале ако сте помислиле дека ќе дојдеме неподготвени. Јас навистина не знам дали постои друга земја како Република Македонија во која е дозволено годишен извештај за 2021 година да се разгледува на 20 декември 2022 година, која е буквално завршена, и ефектот од денешните дискусии ќе биде буквално како онаа старата ќе говориме за ланскиот снег. И наместо да се подобруваме и покрај тоа што на секој годишен извештај алармираме дека истово се случува, дека со огромно задоцнување ги разгледуваме извештаите, ланската година сме го разгледувале во февруари, оваа година во декември. Наместо да се подобруваат состојбите од нашите апели и од нашите предупредувања, гледаме дека се влошуваат. Ја испративме Вилма Русковска без да видиме било какво подобрување. Го пречекавме Ислама Бази како нов шеф на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Во меѓувреме стигна најнова анкета на ИРИ со бројки кои значат пораз и срам. Да видиме што кажуваат бројките, освен што покажаа дека ниту еден министер не си ја врши работата. 3% од граѓаните имале целосна доверба. Јас сум убедена дека во овие 3% се криминалните и коруптивните функционери на власта, и тоа само оние кои се анкетирани, бидејќи ги има во многу поголем процент. 18% од граѓаните имаат ниска доверба, што всушност може слободно да се смета за недоверба. 26% веќе почнуваат да се сомневаат во обвинителството, а 50% воопшто не му веруваат. Понатаму, имаме амбасади на стратешки партнери кои се тотално разочарани од обвинителството, затоа што милиони евра се вложуваат во обуки, семинари и работилници за подобрување на капацитетите на обвинителите и обвинителствата, а резултатите не ги гледа буквално никој, или поточно, секоја следна година, како што кажав, бележиме полоши резултати од претходната. Па така, доживеавме и скандалозен избор на нов шеф на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, за кого, освен дипломатите, чии земји инвестирале во изградбата на институционални капацитети во Македонија, негативно се изјасни и самата американска амбасадорка во моментот кога се испостави дека овој шеф
кој всушност мора да биде политички независен и непристрасен, има фотографии со половината од врвот на Дуј. Премиерот секако, како и секогаш, немал информација за тоа, ниту пак новоизбраниот шеф се познавал со лидерот на Дуј. Да видиш, да не веруваш. Тоа што мистериозно исчезнаа докази од Европска институција за криминал во Македонија и што никој не сноси одговорност, ниту пак јавноста е запознаена со овој случај, е важка тема за дискусија. За чудо, само кај нас можат да се поплават простории со најважни документи, и тоа не било чии документи, односно предмети, туку оние за предистраги за крупните функционери на Социјалдемократскиот сојуз и Дуј. Значи, замислете, веднаш после суспендирањето на Русковска, потоп. Поплава трајно уништува документи и активни случаи. Случајност, Божја работа, кој би рекол? И да се навратам на извештајот. Од 33 кривични дела поврзани со корупција, добиваме податоци за само 3. Каде се останатите? Што е со несовесното работење во службата? Што е со измамите во службата? Ние денес слушнавме, односно вчера, слушнавме само бројки кои ништо не значат и ништо не кажуваат, а има толку многу закажувања. Понатаму, наместо предлози за тоа како да се подобри борбата против корупцијата, како да се спречи притисокот од владата врз обвинителството, ние во извештајов гледаме само дека биле потребни вработувања во службата и дека биле потребни повеќе обвинители и повеќе финансиски средства. Нешто што се повторува во секој нареден извештај. Но, кога првиот човек на обвинителството спроведува наредби од власт, кога првиот човек на обвинителството работи буквално под диригентската палка на власта, нам ни е совршено јасно на кое место се потребите на граѓаните или подобрувањето на состојбите во обвинителствата. А замислете, во државава дури имаме и вице-премиерка за добро владење. Измислена функција без никакво значење, која исто така апсолутно ништо не помогна за да се стори било што во насока на подобрување на перцепцијата на граѓаните во однос на независноста на обвинителството, а камоли да очекуваме да ги подобри состојбите. Наместо тоа, добивме меѓусебно препукување помеѓу, како што кажав, така наречената вице-премиерка за добро владење и јавниот обвинител, или поточно извршител на наредбите на Социјалдемократскиот сојуз. Според едната, другиот е неподобен, а според другиот пак, оваа трошела пари за конференции, наместо да се бори против корупцијата. И знаете што е најлошо? И двајцата се во право. Тоа е најлошото. И додека вториот човек по важност во обвинителството, Вилма Русковска, е на чекор да заврши како специјалната Катица Јанева, сваќаме дека Западот не запишува, а Истокот не отпиша. Тонеме во криминал и корупција. Иако досега подома си го криевме срамот, сега веќе и цел свет ќе види колку сме се залагале во оваа борба. Според индексот на владење на правото, од вкупно 140 држави, ние сме на 63-то место. Дури и Косово е пред нас.
дури и една Албанија го спроведе процесот на ветинг, при што кај нас истиот е се уште само на ниво на најава. Во Албанија 60% од судиите и обвинителите ја напуштиле функцијата поради неможноста да го докажат потеклото на имот. Јас се плашам дека кај нас овој процент треба да биде 100%. И ќе биде 100%, ако се спроведе ветингот. Но, затоа нема ни В од него. Затоа имаме екстремно ниско ниво на доверба на јавноста во судството. Нетранспарентноста, пристрасноста, неефективното и ненавременото носење пресуди за бројни случаи секако си го прават своето. Дали се почитуваат принципите на еднаквост пред законите? Дали обвинителите имаат дозвола да си ја вршат работата без надворешни влијанија и притисоци и колку покажуваат личен интегритет, гледаме секој ден по медиумите, а и чувствуваме во секојдневниот живот. Системот е комплетно изопачен и наместо за право служи за сосема други интереси. И не само поплавата што ја спомнав пред малку, туку буквално земјотрес се случува во јавното обвинителство. Тројца обвинители добија кривични пријави од страна на јавниот правобранител, кој секако веднаш после тоа, како што си е ред во оваа држава, е сменет од функцијата. Шефицата на обвинителството за организиран криминал отвори истрага против шефот на финансиската полиција, па секако и неа ја сменивте. Антикорупцијска побара да се отвори истрага за незаконски доделени над 1 милион евра за обвинителите и истражителите на специјалното јавно обвинителство, но наместо истрага, истите се поставени на чело, на врвна позиција во јавното обвинителство. Да се запрашаме зошто ни се случува ова? Затоа што експресно ги менувате сите што го закрузуваат интересот на власта. Затоа се забошотува. Криминалот толку брзо се случува, што буквално системот не може да го стигне. Само што обвини дека во Македонија владее бизнис судска елита, председателката на судскиот совет си поднесе оставка. Веднаш потоа, од фотоалбумот на Социјалдемократскиот сојуз, на нејзино место дојде Весна Дамева. Истакнат, нели, според потребните критериуми, партиски активист на Социјалдемократскиот сојуз, која експресно, како што си е ред, од судски приправник се вивна на позиција да оценува, именува и разрешува судии, иако ни самата нема ниту еден ден стаж како судија. И ова се забошоти. Затоа е реализирана само 20% од предвидената годишна стратегија за борба против корупцијата од страна на институциите. Вакво е вашето предвидуваме и вашето ке, што го слушаме буквално секој ден и буквално во секој говор. Се забошоти и скандалот со положен правосуден испит без завршено соодветно образование на синот на председателот на собранието. И кој знае уште колку вакви случаи имаме, но власта си молчи. Да не ја спомнувам тука и Академијата за судии и јавни обвинители, во која децата на функционерите се вгнездени пред и да завршат образование. Ама борбата против корупцијата ви била на врвот од листата на приоритети. Во најава се и измени на повеќе закони кои треба да овозможат
непречено функционирање на работата на јавните обвинителства. Неопходно е кадровско доекипирање и финансиска независност на јавното обвинителство, зајакнување на внатрешните контролни механизми, осовременување на системите за распределба на предметите. И ова не се работи кои ги говориме од вчера. Ова се нешта кои се нотираат во сите последователни извештаи, а буквално никој ништо не превзема на оваа тема. И, како што веќе спомнав, во соседната сала се одржува расправа за предлог буџетот за 2023 година. Иако со Законот за јавно обвинителство е предвидено висината на средствата за работа на јавното обвинителство да изнесува најмалку 0,4% од буџетот на Република Македонија за тековната година, таа законска обврска за издвојување на буџетски средства ниту еднаш не е исполнета. И покрај укажувањата за ваквите состојби, секоја година јавното обвинителство добива едвај околу половина од буџетот кој што го бара и кој реално му е неопходен за функционирање и за исполнување на задачите предвидени со Законот за кривична постапка. Буџетот на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција е зголемен во однос на претходните години, но и тој бил далеку од реалните потреби. Јавното обвинителство работи со помалку од 2/3 од неопходниот број јавни обвинители и таа состојба, за жал, постојано се влошува. Во земјава има помалку од 9 обвинители, иако според Европската комисија за ефикасност на правдата, во европските земји тој просек изнесува 12 обвинители на секои 100.000 жители. Верувајте ми, со ова не правење ништо, го урнисавте судството и обвинителството, кои требаше да ги расцветате. Во обвинителството имаме само продолжување онаму каде што се застанало. Односно, еден заминува, друг доаѓа, а при тоа состојбите, наместо да се подобруваат, се влошуваат. Институциите кои треба да се борат против криминалот, го штитат. Затоа имаме 92% недоверба во институциите. И затоа странски тимови доаѓаат да се борат со криминалот и корупцијата, а ке донесевте правда, ке донесевте мир. Правда и мир не се носат со партизација на судството. Ама, ние веќе, за жал, ја свативме вашата цел. Му ги врзавте очите на правосудството, за да може непречено да поминува криминалот на владините функционери. На крај, на сите ни е јасно кому му слугуваат судиите и обвинителите, кои буквално ги црпнавте од партиските штабови и ги насадивте во системот. Тие не ни можат да бидат било што друго, освен слуги на владината коалиција. Тоа е основната диагноза и неизлечлива болест заради која граѓаните се разочаруваат и ја напуштаат Македонија. Нефункционалноста на обвинителството и судството продуцираат уште многу сериозни проблеми во општеството и што е најлошо, секојдневно доживуваме меѓународен срам заради партизацијата која никако да сопре. Единствен излез од оваа мизерија и меѓународни понижувања се итни избори.